Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. На 5 ноември вечерта во очи на празникот во Радовишкиот центар за култура Ацо Караманов се одржа свечена академија по повод 75 годишнината од ослободувањето. Драги сограѓани, поштувајќи го минатото ја градиме и днината денес. Ја славиме слободата и сите знаеме дека не постои едноставен пат до неа. Токму поради ова почитувани, долживме со огромна почит да ги славиме сите оние кои ни ја извојуваа слободата и ни возможија веќе 75 години да го славиме слободниот развој на општина Радовиш. Во нашата меморија за секогаш ќе останат ликовите на Ацо Караманов, Илија Алексов, Косто Сусинов, дедо Дане Трајков, Ана Поцкова и многу други. На свечената академија беа врачени и 6-ноемвриските признанија и плакети, а предлозите за нивни добитници, како што рече председателот на Советот на општината, Коле Чаракчиев, биле едногласно усвоени и од комисијата и од општинскиот совет. Најмлада добитничка на 6-ноемвриското признание годинава е 9-годишната пијанистка Јана Јованова, која имаше и краток настап пред присутните во салата. Таа во последните 3 години освоила 30 награди и признанија во земјата и во странство. Признание доби и хуманитарното здружение Верица, кој на годинашниот гастромак освои златен медал. 6-ноемвриски признанија добија и Радовишкиот здравствен дом, како и институциите и установите што учествуваа во гаснењето на големиот шумски пожар на Готен, Радовишката противпожарна единица, подрачните оделенија на Министерството за одбрана, на Дирекцијата за заштита и спасување, на Центарот за управување со кризи, на Радовишката подружница на јавното претпријатие Национални шуми и на Општинската организација на Црвениот крст. 6-ноемвриските плакети пак ги добија професорот Симеон Джеков за долгогодишна успешна работа и постигнати спортски резултати. Професионалниот фотограф Мите Баков, кој половина век со својот фотоапарат ги следи сите настани во Радовиш, Доне Донев, кој 4 децении го афирмира творештвото на Ацо Караманов, популарниот пејач на народна и новокомпонирана музика по потекло од Радовишки подареш Јордан Митев, потоа директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов за развој на патната инфраструктура во општината, популарните распеани радовишани, како и примадоната Милка Ефтимова, врвен оперски солист со многу светски признанија. Се гордеам со Радовиш и тоа ми останало во срцето дека каде год сум гостувала, сум кажувала Скопје, малце подоле Радовиш. Сум се трудела колку сум могла да внесам во себе да биде Радовиш и секош, како што викам јас, место Битола сум викала, ах, мој Радовиш. Морате да се гордеете како јас што се гордеам. Да бидете среќни и понатаму да бидете, не само во мислата, него и во срцето. На крајот на свечената академија концерт одржа група од неколкумина млади радовишки музичари, професори во музичкото училиште во Штип, а пред академијата беше отворена и изложба на делата создадени на ликовната колонија Ацо Караманов, што се одржа во Радовишкиот храм Света Тројца и на планината Плачковица. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.